Пејачот Џастин Бибер ги изненади и своите фанови со својот најнов потек. Именно тој деновиве на Инстаграм престана да следи неколку луѓе, меѓу кои и неговата сопруга Хејли Бибер. Тој исто така не го следи својот поранешен ментор Ашер, Скутер Браун и таткото на Хејли, Стивен Болдвин. Неговите обожаватели брзо забележале дека Хејли повеќе не е на списокот на Џастин на луѓе што ги следи, што предизвика бран коментари на социјалните мрежи. Многумина почнаа да шпекулираат за проблеми во нивниот брак. Дали раскина? Зошто Џастин прекина да ја следи Хејли на Инстаграм? Никој не е сигурен. Што се случува? Коментираа фановите. Од друга страна, некои обожаватели забележале дека Хејли се уште го следи Џастин на Инстаграм и се обиделе да ја смират ситуацијата. Таа се уште го следи. Се надевам дека тоа беше само грешка на Џастин, напиша еден од нив. Еден фан исто така истакна дека парат моментално се одмара во Аспен, сугерирајќи дека се уште се заедно. Инаку веќе некое време се шират гласини за проблеми во нивниот брак. Сепак Бибер ги премолчи гласините, објавувајќи фотографија со Хејли со порака „Ќе одам каде било со тебе“. Дуа Липа неодамна отпатувала во Сантијаго, Чиле и престојувала во хотел со 5 звезди, но и се случила непријатна ситуација. Нејзините обожаватели се прикрале во хотелот и ја чекале пред вратата од нејзината спална соба. Покрај неколкуте обожаватели кои стоеле пред нејзината врата, ја чекале и во другите соби од хотелот, а овој безбедносен пропуст доведе до итна проверка на нејзиното обезбедување, пренесува Daily Mail. Тие беа очени да ја видат. Група обожаватели добија пристап не само до катот на кој беше таа, туку некои беа застанати и надвор од нејзината соба. Обезбедувањето на крајот извршило дополнителна проверка, а уште неколку обожаватели ја чекале до лифтот. Пејачката им кажала дека во хотелот нема да дава фотографии, изјави извор за странските медиуми. Пејачката се најде во слична ситуација во јуни минатата година, откако тиктокер влезе во просторот каде што таа вежбала. Инцидентот се случил во Бирмингем неколку дена пред нејзиниот настап на фестивалот Гластонбери. За потсетување, 29-годишната пејачка неодамна ги поттикна гласините за нејзината свршувачка со нејзиното момче, акторот Калум Тарнер. Таа на Инстаграм сподели серија фотографии на кои покажува како ги поминала празниците, а фановите на една фотографија забележале дека носи дијамантски прстен на левата рака. Инаку ниту таа, ниту нејзиното момче официјално не ја потврдила свршувачката, иако извор за британскиот весник Сан изјавил дека парот се верил. Дуа и Калум се многу влюбени и знаат дека ова е за секогаш. Тие се свршени и не може да бидат посрекни. Дуа ја имаше една од најдобрите години во нејзината професионална кариера и ова беше шлак на тортата, рече тој. Младата македонска актерка Тамара Ристовска ќе учествува на престижната програма Берлинале Талентс, која ќе се одржи во рамките на овогодишното издание на Берлин Филм Фестивал. Берлинале, еден од најзначајните филмски фестивали во светот. Ристовска на ова 23-то издание на програма е избрана помеѓу 3836 апликанти од 123 држави и е единствената учесничка од регионот. Берлинале Талентс е платформа за развој на филмски таленти која ја истражува уметноста и процесот на создавање филмови. Основана во 2003 година, оваа програма е препознатлива како еден од водечките форуми за филмски професионалци и ентузијасти. Со над 10.000 алумни широм светот, Берлинале Талентс ја представува една од најголемите глобални филмски заедници, нудејќи уникатна можност за вмрежување и креативна соработка на меѓународно ниво. Овогодишната тема на Берлинале Талентс е Listen Courageously – Cinematic Narratives in Times of Dissonance, која ќе ги истражува значењето и важноста на слушањето во уметноста. Учесниците ќе имаат можност да се вклучат во дебати, работилници и дискусии со светски познати предавачи. Во изминатите години учесници на главните теми биле филмски легенди како Мартин Скорсезе, Кейт Бланшет, Кристен Стюарт, Рубен Остлунд и многу други.
По огромниот успех на првата Оскаровска гала вечер минатата година и одличниот прием кај публиката на 22 февруари, сабота во Македонскиот народен театар ќе се случи незаборавно филмско музичко патување, концерт во чест на Оскарите. Безвременските хитови номинирани и наградени со Оскар ќе ги исполнат реномирани македонски пејачи, меѓу кои се Наде Талевска, Ана Петановска, Светлана Јовановска, Горан Наумовски, Денис Димовски, заедно со Бидолскиот камерен оркестар, IV Connect и Полифонија. Низ филмската историја публиката ќе ја води Милан Карашич. Во манирот на најблескавата филмска ноќ, посетителите ќе пристигнуваат на црвениот тепих од 19 часот и 30 минути, а концертот Оскаровска гала вечер ќе започне во 20 часот. Настанот ќе се одржи точно една недела пред 97-та Оскаровска церемонија во Лос Анџелес.